Директорот на Интернационалниот фестивал на филмската камера Браќа Манаки денеска во Битола го представи меѓународното жири на овогодинешното 37-мо издание на фестивалот. Интернационалното жири, кое е составено од светски истакнати кинематографери и филмски критичари, го предводи американскиот кинематографер и режисер Федон Папамихаил, кој воедно е и годинешен добитник на специјалната камера 300 за особен придонес во светската филмска уметност. Според Папамихаил, Браќа Манаки е фестивал што слави кинематографијата и овозможува директни средби меѓу кинематограферите од светот. Секогаш сум бил љубопитен за овој фестивал. Прво затоа што е на Балканот, потоа затоа што е многу ексклузивен за кинематограферите и затоа што представува уникатна можност да се запознаеме меѓу себе. Мислам дека можеме уште повеќе да го промовираме, да привлечеме повеќе гости и предлагам што повеќе да се анимираат студентите на филм, бидејќи тоа е многу важно за новите генерации, да сретнат еден Џон Сил, со што младите ќе имаат интеракција со повозрасните. Останатите членови кои ќе ги вреднуваат достигнувањата на кинематограферите на 14 филмови во главната програма Камера 300 се Алин Ташчијан, филмска критичарка и председателка на Меѓународната асоциација на филмски критичари ФИПРЕСЦИ, Клер Пиман, кинематограферка од Холандија, Ѓокан Тиријаки од Турција, како и Владимир Самуиловски, кинематографер од Македонија. Членовите на жирито изјавија дека се почестени од можноста да соработуваат меѓусебно, особено на ваков уникатен фестивал кој е еден од двата фестивали на светско ниво, кои што акцентот го ставаат на кинематограферите и истакнаа дека во пристапот при оценувањето на филмовите и доделувањето на наградите главен акцент ќе биде ставен на кинематограферите, бидејќи фестивалот е посветен токму на кинематограферите и нивната улога во снимањето на филмот. Хрватската демократска заедница освои најмногу пратенички места на предвремените парламентарни избори. Најмалку еден белоруски опозицијски кандидат е избран за пратеник во долниот дом на парламентот, за прв пат во изминатите 20 години.